Денес ќе го инсталираме оперативниот систем Linux Mint на тврдиот диск. Јас ова ќе го направам на виртуелна машина, но истото може вие да го направите на вашиот компјутер. Се што ви е потребно е да имате USB мемориски уред со Linux Mint и со датотеката испишана на тој уред. Потоа, откако ќе го подигнете оперативниот систем, на работната површина имаме икона, која што ќе ја користиме за да го инсталираме оперативниот систем. Потребно ви е најмалку 16 гигабајти простор на тврдиот диск, за да може да го инсталирате Linux Mint. И тука може да избереме јазик, имаме пристап до македонски јазик, но јас ќе го изберам англискиот во овој случај. Исто така може да избереме друг распоред на тастатура, имаме исто така пристап до македонски, но јас користам шведска тастатура и затоа ќе го изберам шведскиот јазик. Тука може да ги тестирам копчињата кои што се достапни на тастатурата. Тука имаме пристап до инсталирање на дополнителни кодекси за репродукција на аудио и видео материјал. Најчесто нема потреба ова да го инсталираме, но доколку сакате имате простор на тврдиот диск, може да ја изберете оваа опција да се инсталираат дополнителни кодекси за репродукција на други материјали и формати. Во следниот чекор, доста едноставно, можеме да избереме да го избришеме целиот диск и да го инсталираме Linux Mint. Доколку го изберете ова, значи дека сите датотеки и фајлови кои што ги имате на компјутерот, односно на тврдиот диск, ќе бидат избришани и затоа е многу битно да направите резервна копија пред да го бришете целиот диск и да го инсталирате Linux Mint. Исто така може рачно да се прават партиции. Јас моментално ќе направам рачно, но доколку сакате само да го инсталирате, изберете оваа опција. Тука доколку избереме, може да видиме дека имаме некои дополнителни опции. Например, може да го енкриптираме, инсталираниот оперативен систем и тоа доколку изберете тоа да го направите, при секое стартување на компјутерот ќе треба да го отклучате дискот, па потоа да го подигнете оперативниот систем. Јас, како што реков, рачно ќе го форматирам тврдиот диск и ќе ги направам партициите, чисто да видите како сето тоа изгледа. Тука имаме еден тврд диск на оваа виртуелна машина. Доколку сакам се да избришам, како што може да видиме тука, имам инсталирано Arch Linux. Можам да го изберам уредот dev.vda, што е целиот тврд диск, и ќе изберам да направам нова табела за партиции. Тоа ќе не ги избрише сите партиции кои што ги имаме на тврдиот диск и бидејќи користиме UEFI систем, односно скоро сите понови компјутери и лаптопи ќе користат UEFI систем, треба да направиме две партиции кои се основни за компјутерот да функционира. EFI партицијата, каде што се инсталира bootloaderот, и root партицијата, каде што целиот оперативен систем ќе биде инсталиран. За EFI партиција потребно ни е да направиме една партиција од најмалку 512 мегабајти, може да направите и од 1 гигабајт, во тој случај пишуваме 1024. Јас ќе направам од 512 и тука во овој дел за файл за систем кој што ќе се користи, го избираме EFI системска партиција. Притискаме ОК и како што може да видиме, на почетокот на тврдиот диск имаме 1 мегабајт резервирано, кој што не можеме да го искористиме, но другиот, остатокот од просторот кој што го имаме тука, во овој случај околу 17 гигабајти, ќе го користиме за да направиме root партиција. Тука може да избереме некои различни формати на системи, на файл систем кој што може да го користиме. X4 е многу познат во Linux заедницата, бидејќи е
бидејќи е достапно најдолго, но исто така имаме некои нови партиции, односно формати за системски партиции, како што е BTRFS, XFS и така натаму. Јас заради едноставноста ќе го користам X4 и како точка за монтирање ќе го користиме ова што е само коса црта. Исто така имаме можност да направиме повеќе партиции и да ги оделиме сите овие точки на монтирање, но наједноставно, доколку сакаме целиот оперативен систем да биде инсталиран на една партиција, ја избираме ова опција тука што е само коса црта. Тоа ќе го форматира системот. И тука треба да избереме на кој тврд диск да биде инсталиран бутлоудерот. Во овој случај, бидејќи јас имам само еден тврд диск прикачен на оваа виртуелна машина, ќе го користам истиот диск за инсталирање на бутлоудерот. Притискаме Install Now и тоа ќе ни каже дека целиот систем тврд диск ќе биде форматиран и ќе се направат следните нови партиции. Доколку сме сигурни дека сакаме тоа да го направиме, притискаме на продолжи. Сега треба да избереме временска зона. Во овој случај, доколку сте од Македонија, ќе го користите Скопје. Јас сум во Шведска, ќе го користам Стокхолм. И да изберете друга локација, временската зона. Ова е само за временската зона, бидејќи е во иста временска зона, исто и времето. Следно треба да избереме име. Јас ќе го напишам моето име. Име на компјутерот, Linux Mint, и корисничко име и лозинка кои што ќе ги користиме за да се најавиме на компјутерот. За разлика од Windows оперативниот систем, во Linux потребно е да имате лозинка, бидејќи при инсталирање на нови програми и слично, или доколку сакате да имате административни привилегии, потребно е да ја пишувате вашата лозинка секој пат кога сакате да го користите тоа. Јас ќе изберам ST како корисничко име и ќе напишам мој пасворд, односно моја лозинка. Тука можеме да избереме доколку сакаме при стартување на компјутерот да се најави автоматски на овој корисник или да не праша за лозинка секој пат кога се најавуваме. Исто така може да избереме да го енкриптираме домашниот директориум каде што може да складираме дополнителни датотеки и фајлови. Јас тоа нема да го направам во овој случај и ќе притиснам на продолжи. И сега инсталацијата ќе работи во позадина, ќе ги направи сите потребни измени на системот. Јас за тоа време ќе го паузирам ова видео и чим заврши ќе се вратиме, се гледаме. И како што може да видиме, инсталацијата заврши. Може да продолжиме да го тестираме системот од USB меморискиот уред или можеме да го рестартираме веднаш. Јас ќе изберам да го рестартирам и при рестартирање на компјутерот ќе ве потсети да го извадите USB меморискиот уред. Откако ќе го направите тоа, треба да притиснете Enter. Како што може да видите, сега се подига оперативниот систем директно од тврдиот диск. И при подигање на компјутерот ќе ме праша за лозинката која ја внесов при инсталација. Ќе го зголемам текстот и кога ќе го подигнете оперативниот систем од тврдиот диск, ќе ви излезе овој екран, односно оваа алатка каде што може да видите што можете да направите следно.
документација за оперативниот систем, доколку ви е потребно помош или доколку сакате да придонесете за развивање на овој оперативен систем. Прво што би ви препорачал да направите е да го ажурирате системот. Тоа го правите со притискање на ова копче тука. И доколку има некој ажурирање, притискате на ова, ќе ве праша за вашата лозинка повторно. И тука ќе ви излезат сите пакети кои што се достапни за ажурирање. Го притискате ова копче тука и тоа ќе ви ги инсталира сите достапни ажурирања. Тоа е се за ова видео, ви благодарам што го гледавте, што останавте до крај и се гледаме во некој наредно. Поздрав!